Со формирањето на Демократска федерална Македонија во рамките на Евнојската федерација беа реализирани са модел од македонските идеали за решавање на македонското национално прашање. Имено, неголемиот дел од борците кои влегоа во редовите на Народно-ослободителната војска во текот на Втората светска војна во Македонија има за цел создавање на обединета Македонија во нејзините етногеографски граници, нејзино државотворно конституирање во рамките на Југославија, на некоја поширока Балканска федерација или како самостојна независна држава. Но, деловното решение на македонското прашање во текот на 1945 година беше еден од поводите за да почнат да се создаваат опозициони групи и посебни организации и движења со презнакот на ВМРО, чија политичка цел беше создавање на обединета Македонија во нејзините етногеографски граници, но не како комунистичка, туку како демократска држава под протекторатот на една од западните земји, а особено под протекторат на Соединетите Американски држави. Власта многу лесно им најде формула за елиминација на оние кои беа за обединета и независна Македонија. Едноставно ги прогласи за Ванчо Михајловисти, а тоа значело да ги добијат епитетите терористи, фашисти, империалистички агенти, народни непријатели, антидржавни елементи и така натаму. Репресијата се засилила во текот на 1946 година. Во пролета 1946, кога веќе беше монтиран процесот против Ченто, започнува масовната хајка и расчистување на народната власт со народните непријатели. Душниците собираа најбесмислени информации и низ луѓето завладува страв. Особено на удар се оние посмелите, кои паѓаа во очи, кои носеа искра на непокорност. Се копаше во биографиите на нивните предци и најчесто онаму каде беше силно изразено македонското чувство или каде имале некој предок кој бил поврзан со некогашните организации на ВМРО, автоматски се групираа во арсеналот на непријателите – автономисти, сепаратисти, Ванчо Михајловисти. Појавата на ваквите групи, поединци и организации беше алармантна за комунистичката власт која штотоку се зацврстуваше во текот на 1945 година. Тоа беше време кога во Македонија се зацврстуваше монолитната еднопартиска власт и југословенскиот централизам наспроти барањата на дел од македонското раководство за поголема самостојност на Македонија во однос на федерацијата, бидејќи историски македонците првпат во современата историја создаваа своја држава, иако со ограничен суверенитет во рамките на Југославија. Сред македонскиот народ, македонската интелигенција, сред поголем број од македонските борци се создаде незадоволство од повеќе причини, од политички, економски и идеолошки причини. Истовремено, комунистите покрај зацврстувањето на нивната политичка власт започнаа со одземањето на приватната собственост, бидејќи политичката власт не беше сигурна без економско владење со капиталот од страна на ова владеачка комунистичка партија. Затоа во еден кус период од неколку години се изврши едно од најмасовните насилства врз македонскиот народ за време на комунизмот. Тоа беше насилните конфискации на имотот, експроприации, двете национализации, а подоцна 49 до 53 година насилната колективизација на селото, одземањето на големите сточни сада, уништувањето на козите. Сето тоа создаваше уште поголемо незадоволство и отпор кај македонците кои не можеа да се помира со ваквите текови на нивната национална ослободителна борба и со ваквите состојби во нивната прва современа држава.
Будното око на ОЗНА следеше се. Приврзаници на идејата за Обединета Македонија, противници на федералниот централизам, противници на експроприациите, на национализацијата. Секој кој што беше сомнителен, секој кој што имаше во семејството некој презнак на Илинденес, некој презнак на припадник на ВМРО во претходните периоди, сите овие личности беа ставени на сомнение и голем дел од нив беа притворени, односно беа судени како приврзаници на идејата на ВМРО. Во текот на мај 1946 година, по налог на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија, еден од црногорските водечки партиски кадри, Владо Стругар, прави обиколка на Штипскиот округ. Меѓу другото, тој забележал дека најголемо политичко вриење се чувствувало во градот Струмица, и тоа особено во квартот Маџир Маало, кој брои околу 3 до 3500 жители, каде се чувствува ВМРО-вска дејност. Основната парола која тука се пренесувала гласи: "Ќуркот на Гоце Делчев го носите, но делата не му ги следите." Инаку, според мислењето на тамошниот месен партиски комитет, околу 70% од луѓето во тој кварт биле под влијание на ВМРО. Вакви појави биле забележани и во повеќе села во истата околија. Овие поединци и групи бара македонското прашање да се реши интегрално како балканско прашање. Втората причина заради која се јави огромно незадоволство сред македонскиот народ беше кршењето на елементарните човекови права, газење врз честа и достоинството на луѓето, воведување не на партиско-полициска држава во која се газеа луѓето, се отвараа бројни затвори, логори и се вршеше репресија и сурова одмазда врз сите оние кои не беа на идеолошките позиции на Комунистичката партија како владеачка партија во државата. Од 1946 година започнало интензивно полнење на затворите со политички затвореници. Истражните постапки биле ужасни, а изјавите дадени со присила се земале како доказ за вината на осудениот. Многумина кои ги поминале тогашните комунистички затвори можат да се најдат во следниот исказ на еден од репресираните. Сум лежал во турски, во бугарски, во српски затвори, се поради Македонија. Ама не верував дека за Македонија ќе бидам затворен и од македонци. И во ниеден затвор мачењата не беа толку и такви како во македонскиот затвор. Толку зверства не видов во ниеден туѓ затвор. И покрај целиот систем на репресија, никој не можеше да го запри ширењето на овие идеи, барем во првите повоени години. Кај македонската младина беа живи илинденските традиции, беа живи идеалите за ВМРО, за обединета и независна македонска држава. Во првата група младинци од Струмица и Гевгелија, судени во 1946 година, во Идризово пристигнале Кочо Аџимишев, Љубен Топчев, Мирко Пецев, Ѓорѓи Јармов, Методи Калакашлиев и Боро Белев во август 1946 година. Втората група, судена летото 1947 година, Јосиф Јосифов од Гевгелија, Андон Брзилов од Гевгелија, Стојан Терзиев, Панче Шаламанов, Томе Шаламанов, Живко Костуранов, Никола Михајлов, Кирил Басев и Мануш Илиев. Штипските гимназисти кои стасале во Идризово се Наум Којзеклиев, Васил Ефтимов, Борис Давков, Панче Смилев, Митко Илиев, Љупчо Ефремов. Во Синџирот се надоврзуваат велешките гимназијалци Саздо Трајков, Круме Чушков, Тихомир Лукарев, Милчо Ефтимов, па скопските гимназијалци Глигор Чулев, Ацо Бачев, Тодор Велков, Јовче Трајчев, Столе Столев, Благоје Велковски. Охридската гимназија даде свој придонес со струшките и охридските ученици. Ташко Крстевски од Ресен, Климе Евров од Струга, Киро Мојсов од Струга, Крум Миладинов од Струга, Саво Коцарев, Перо Мостров и Никола Метулев од Охрид. Од Битолската гимназија беа Пецо Петков, Никола Коларов, Константин Христодулов, Крсте Петров, Бруно Котев, Димче Таки Попакоч, Крсте Гуговчев, Ѓорѓи Христов, Петар Динев. Глигор Чулев Горо, ученик од Кавадарци, кој одбивал да ги потврди измислените обвиненија. Од сите градови на Македонија имало учесници во судењето.
И осудени се, сите се осудени, а има и смртни пресуди. Смртни пресуди, осудени и временски казни. Например, имате на Чулев, он имаше временска казна. Другите кои беа на смрт ги помилуваа. Например, Чулев малиот е многу поштено, искрено дете. Да му кажеше, за ова треба да се умре, идеше да умре. Ова треба да го направиш, ќе го направиш. И стана една мучка така. И он имаше и Чичко у затвор. Чичко му умре. Он умре, мачен умре. Нека не лажат. Он мачен умре. И другите кои умреа тука, и тие мачени умре. Во јули 1951 година наводно извршил самоубиство во затворот. Всушност, тој бил фрлен од 4-тиот кат на затворот. Благој Велковски, ученик од Скопје, умира во затвор. И така натаму. Покрај средношколската младина, биле забележани поголем број ВМРО-вски групи во Богданци, Кочани, Битола и во други градови. Во Богданци, уште од почетокот на 1945 година, била забележана организирана група ВМРО, која имала силно влијание дури на местниот Народно-ослободителен одбор. Оваа група се декларирала против интеграција на Македонија во Југославија, истакнувајќи ја паролата за автономна Македонија. Додека оваа група своите барања ги поставувала речиси јавно, во Кочани и околијата, ВМРО-вската група действувала поконспиративно. Особено активни биле битолските групи ВМРО, кои уште во текот на месец март започнале меѓусебно поврзување и кои имале силна поддршка во градот. Една од битолските автохтони, самоорганизирани групи, предводена од Ристо Димов, најмногу летоци растурила на 1 мај 1947 година. Најчеста содржина на летоците е да живее ВМРО, да живее идејата на Гоце и Даме за независна Македонија, долу србоманската политика на Лазар Колишевски и слично. На 13 мај 1947 година активисти од оваа група били уапсени. Меѓу нив е и гимназистот Крсте Велјановски, кого методите на ресоциализацијата, применувани од страна на бранителите на нехуманото општество, ќе го доведат до психијатриската клиника. На судскиот процес на 13 август 1947 година били изведени 13 од групата: Ристо Димов, Крсте Велјановски, Петар Петков, Бруно Котев, Коста Христодулов, Тичо Јошески, Тане Секулов, Васил Умерко, Ванчо Пичулов од Могила, Мите од Бач и други. Првообвинетиот Ристо Димов е осуден на 18, Крсте Велјановски на 15 години и така со ред. Интересно е сеќавањето на Крсте Велјановски за името на Ванчо Михелов, дека за прв пат го сретнал во обвинителниот акт. Врз основа на присобраните информации од Управата за државна безбедност за појавата на групи и поединци против воспоставениот систем и за некои други идеи, повеќекратно расправа Политбирото на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија. Според информациите на УДБА, во текот на 1947 година, Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија констатира засилена дејност на ВМРО, која наводно се појавува како центар на собирање на наводната реакција во Македонија. Притоа водечките македонски комунисти оцениле дека недоволното разобличување на ВМРО и на низините водечки личности во минатото и сега помага околу нив да се собере мнозинството од оние кои се погодени со стопанските и политичките мерки на нашата власт. Тоа особено се објаснува со бројот на вовлечените младинци. Создавајќи арсенал од непријатели и барајќи меѓусебна нивна поврзаност, власта се повеќе ги поврзува организациите на ВМРО со остатоците од буржуазијата, која реално во Македонија била малубројна и недоволно оформена под влијанието на туѓинските власти. Затоа таквите квалификации на историските национални стремежи на македонскиот народ, па дури и во неговата држава, не може да се стават под именителот буржуаски. Тоа донекаде би можело да се објасни како рецидив на старите идеолошки квалификации во комунистичкото движење, кога повеќето национални движења ги прогласуваа за буржуаски.
Појавата на расфрлање на летоци во населените места во Македонија била многу честа. Многу пати во ноќните часови низ централните подрачја на градовите и селата во Македонија биле расфрлани голем број на летоци. Тие најчесто биле расфрлани од македонската младина. Во содржината на летоците била испишана политичката идеја или политичкото барање за независна и самостојна Македонија. Но покрај овие политички барања, многу пати во содржината на летоците се читало и незадоволството од стопанските и политичките мерки на системот. И тоа власта најчесто го припишувала како дејност на класниот непријател. Владо Велјановски, член на ВМРО од јули 1947 година, затворен во јануари 1948 во Битола, а осуден на 31.5.1948 година на 5 години затвор кој ги одлежал во Идризово и во централниот затвор, се сеќава. Во јуни месец во селото Кукуречани, по полноќ пред милиционерската станица, фрлив околу 250 летоци со таква содржина, со која го повикуваме населението на востание, да го урне тогашниот диктаторски систем. Баравме помош од западните земји, а исто така во летоците пишуваше «Оти ја бараме самостојна и независна Македонија». Иако во Македонија не постоела една целокупна организација ВМРО, сепак системот на власта се плашел од нејзино воспоставување и воспоставувал своји мерки на заштита. Биле следени поединците, групите кои што се носеле со оваа идеја и кои што на некој начин, според размислувањето на власта, биле поврзани со наводните буржуаски елементи. Како мерки на заштита, власта сметала дека треба да се превземе поостар прогон на водечките личности на ВМРО, особено на оние кои биле поврзани со ВМРО и со идеите на ВМРО уште во претходниот период, во минатото, а оние членови на групите и други поединци кои што сега се вклучуваат во овие движења за самостојна и независна Македонија, треба да бидат повикувани на разговори и да им се укажува на тоа дека власта има сознание за нивната дејност, за нивните активности, да бидат предупредувани да прекинат со таквата своја дејност и доколку тоа не го направат, значи следело закана дека ќе следат и поостри мерки. Вршејќи анализа на бројните ВМРО-вски пројави, Централниот комитет смета дека е потребно да се преземат остри судски мерки и тие веднаш конкретно да се разјаснуваат на теренот. Исто така се вршеле мерки на интернација и на конфискација на имотот на оние кои што се обидувале да ја преминат границата на Македонија. Централниот комитет бара позасилена активност на комитетите во разобличување на ВМРО и други непријателски појави. Сето ова требало да се спроведува по линијата на Управата за државна безбедност. Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија смета дека треба да има поголема поврзаност меѓу своите комитети и полномоштвата на УДБ на теренот за поефикасно спроведување на мерките за сузбивање на појавите на ВМРО на теренот. Прогонот на македонците во сопствената држава продолжил со несмален интензитет и во 1947 година. Помеѓу другите судења, Окружниот суд во Битола осудил 12 лица, од кои едно на смрт, а другите со долговременски казни строг затвор за противнародна дејност, организирање заради стварањето на некаква обединета Македонија, како и тоа да клавањето на една таква Македонија под протекторатот на Америка не значи ништо друго, ами повторно поробување на македонскиот народ и давање возможност на американскиот империализам да продре на Балканот. Со ваквото образложение на пресудата се осудени: под 1. Методије Коларов, осуден со стрелање на смрт, конфискација на целиот имот и трајно губење на сите политички и одделни граѓански права. Под 2. Славе Петровски, осуден на 12 години лишување од слобода и присилна работа. Под 3.
Благој Нечевски, осуден на 15 години лишување од слобода со присилна работа. Под 4. Вангел Георгиевски, осуден на 6 години лишување од слобода. Под 5. Лазар Божиновски, осуден на 8 години лишување од слобода. Под 6. Димитрија Пандаровски, да издржи 8 години лишување од слобода и со конфискација на целиот имот. Под 7. Александар Лозановски, осуден на 11 години лишување од слобода со присилна работа. Под 8. Новица Миловановски, осуден на 7 години лишување од слобода со присилна работа. Под 9. Никола Коларов, син на првообвинетиот Методија Коларов, осуден на 15 години лишување од слобода со присилна работа и губење на сите политички и поедини граѓански права во трајање од 4 години. Под 10. Петар Динев, осуден на 11 години лишување од слобода со присилна работа. Под 11. Димитрije Папакоч, осуден на 11 години лишување од слобода со присилна работа. Под 12. Атанас Макешки, осуден на 10 години лишување од слобода со присилна работа. Еден од судените се сеќава: на нашето судење не се судеа нашите дела, зашто дела немавме, туку нашата идеја. На оптуженичка клупа се најде ВМРО. Нашата група беше за самостојна, автономна и обединета Македонија под протекторат на Америка и Англија, како гаранти за нашата самостојност и слобода. Ние немавме никаква помисла за Ванчо Михајлов, никаква помисла за приклучување кон некаква Бугарија. Меѓу повеќето жртви за кои нема оформено кривичен предмет е и случајот на свештеникот Ристо Гавровски од Струмица. Тој официјално беше прогласен за мртов дури во 1992 година. Свештеникот Гавровски и учесник во Народно-ослободителното движење, бил член на Народно-ослободителниот одбор во Струмица и еден од 9 иницијатори за првиот црковно-народен собор во Македонија. Пострадал во комунистичкиот режим по ослободувањето и бил притворен во истражниот затвор во Штип. Ристо Гавровски бил ликвидиран откако бил изнесен од истражниот затвор во Штип. Бил изнесен со образложение дека го водат да се изврши реконструкција на местото на апсењето. Неговата смрт представува уште една од оние со наводно исценирано бегство преку граница, но датумите на бегството и на сведоците кои по тој датум ги виделе сите негови маки во затворот, зборуваат за прикривање на уште еден злостор. Наводното бегство во Грција може да се демантира со неговата физичка состојба после престојот во затвор, каде што бил сместен во затворска ќелија помала од квадратен метар, со денови бил тепан, малтретиран и со таква изнемоштеност реално не бил способен да ги претрча 10 километри и да ја премине границата кај селото Еднокуќево, како што официјално го обвиниле официјалните судски власти. Така, неверојатно бил убиен, а потоа фрлен во една од печките за Варна Беласица. Набргу, целиот негов имот бил ставен под секвестар. Бројот на македонското свештенство, прогонувани и судени за идеите на ВМРО, е забележителен. Тука можеме да го спомнеме и името на свештеникот Методија Гогов, подоц на господин Михаил, четвртиот поглавар на самостојната православна македонска црква. Методија Гогов е учесник во Народно-ослободителното движење на македонскиот народ во Втората светска војна и при крајот на војната станува член на АСНОМ. Тој е еден од организаторите на првиот црковно-народен собор во Македонија во март 1945 година. Свештеникот Гогов во 2 наврати ќе ги осети затворските ќелии во Македонија и при неговото второ апсење во 1948 година е осуден на 5,5 години затвор. И покрај силните притисоци за да се откаже од своите идеи за самостојност и независност на својата држава, за слобода на својот народ во секаква смисла, дури притисоците одиле до тој степен да се откаже и од свештеничкото служење,
тој до крајот на својот живот ќе остаде доследен поборник за национална, социјална и духовна слобода на македонскиот народ. Јас сметам дека денес и вчера и некна доживуваме нешто големо. Ова са најголемите денови за цела Македонија и за сите македонци. Она што ние го доживуваме сега, сакале да го доживеат многу генерации македонски. Ние сме најсрекната, а ми имаме и најголема одговорност да покажеме дека сме навистина зрел народ кој ќе даде плодови не само за Македонија, за цела Европа и за целиот свет. Во системот на репресија која се вршела без приврзаниците на идејата за ВМРО, можеме да го спомниме и примерот, односно случајот на Ѓорги Карев, братот на Никола Карев, првиот претседател на Крушевската република. Иако имал 70 години, Ѓорги Карев за наводна некоја приврзаност во војната кон бугарската страна, која воопшто не е точно историски докажано, но заради некаква лична одмазда на Злате Билјановски бил изложен на најсуровите измачувања во затворот Идризово, а исто така, иако старец во подмината возраст на 70 години, тој ги поминал заедно со младите затвореници сите работни градилишта во Македонија, во Преспа, Моноспитово, секаде онаму Маврово, каде што имало работни логори, каде што работеле овие македонски затвореници. Со почетокот на Втората светска војна, во првиот период, Ѓорги Карев ги носел најдоверливите писма на партизаните од Крушево према другите делови на Македонија, за да по извесен период, затоа што најверојатно некој засенувал и затоа што најверојатно си го кажал својот став дека се бори за самостојна Македонија, биде прогласен за неподобен, односно за непријател, човек против кој што би требало да се борат партизаните. По ослободувањето во 1944 година во Крушево е осуден. Судењето се одржало во сегашното основно училиште Никола Карев, јавно било. Наместо да биде осуден со смртна казна, биде осуден со 5-годишна затворска казна и покрај тоа што покажувањето на татко ми и тоа не било потребно, затоа што неговото делување и активност било насочено за формирање на самостојна македонска држава надвор од рамките на Југославија и евентуално обединување на цела Македонија со сите нејзини делови. Затворската казна не ја издржувал само во Идризово, ја издржувал на повеќе локации во Македонија, како што и било нормално во тоа време ги разнесували и по градилишта. Мојот татко со голема тага кажуваше дека во време на изградба на патот на планината Галичица, мојот дедо бил многу сурово измачуван. Бил ставан во буриња со ладна вода. Неговата казна, затворска казна, требало да заврши на 11 септември 1949 година. Ден пред неговото отпуштање од затворот, кога требало конечно да биде ослободен по 4-годишно затворски живот и по сите доживеани маки, Ѓорги Карев бил убиен од властите во затворот. Имено според кажувањата на очевидците, дента дошол Злате Билјановски и Ѓорги Карев бил многу вознемирен, бидејќи рекол: "Штом дојде Злате, за мен излегување нема." Според одредени искази, него го држеле, на неколку пати го носеле во безвоздушниот карцер и дека го задушувале, пред да умри го ваделе малку на возок и повторно го ставале. Но според искази на други негови другари, односно затвореници во тој период кои биле затворени во Идризово, и според зборовите на Борислав Градишки, еден од жртвите на комунистичкиот режим, тој бил отруен во последниот момент со таблета и во такви грчеви, во затруеност, завршил животот на Ѓорги Карев. Неговото тело од безвоздушниот канцер било изнесено на носилка и затворениците сватиле дека е мртов.
Ѓорѓи Карев е брат на Никола Карев и беше со временска казна. У затворот многу му префрлива било за добро, било за лошо. Специјално он беше многу навреден од Злате Билјановски. И кога му дојде време за пуштање, он беше со временска казна, они покушава на 3 начина да го убија. Прво, што беше една лежица наостила за да сече леп од лежицата. Друго, влажна струја да пати влажна струја и го стави во изолација неколку дена. Еден ден довоѓа надзирателот и му вика, те викаат у управата. И он отиде во управата и се враќа после еден саат, се враќа и му вика, што беше тамо? Рече, ми рекова дека сум растоен многу и треба да примам некоја инекција, да не бидам толку, да се пореме там нешто. А они му дале фактички инекција за смрт. По известно време ваѓа надзирателот, го знима и го носи у друга соба. Значи, он стигна да му каже на овојга. А у другата соба, утамта дента, ќе дојдува луѓе и како мртов го однесува. Значи, он ја добил инекција од настојување на Златата Билјановски. Кога мојот татко отишол, за да го земи татко му, негов, од Идризово, му кажале дека починал од срцев удар. Татко ми тогаш гласно коментирал, независно што било едно поинакво време кога и други луѓе биле убиени за идејата што ја носеле со себе и за нивната љубов, гласно коментирал дека неговиот татко е убиен. Мојот татко, како син на Ѓорѓи Карев, го продолжил неговото дело. Со група други луѓе формирале здружение за осамостојување на Македонија. Македонија да се издвои од рамките на Југославија и да биде независна држава. Таквата група ја формирале некаде во 1958 година во Крушево и соработувале со други ВМРО-овци од други краишта на Македонија. Групата им била разбиена во 1959 година, биле уапсени и биле осудени. Татко ми одлежал во тој период 2 години затвор, од 59 до 61, суден. Во пресудата му стои дело против народот и државата. Кој е дело против народот и државата? Кога се борел за неговата држава. Исто како и мојот дедо. Арнама, мојот дедо го убиле, татко ми го осудиле. Семејството Кареви, можам да кажам дека од секогаш давале свој придонес за самостојна македонска држава. За време на востанието има 7 жртви, за Илинденското востание има 7 жртви од каревци. Никола Карев бил председател на Крушевската република, значајна фигура во нашава историја, за да жално, после само 40 години, неговиот брат го убие еден поинаков режим во затворот во Идризово. Зошто? Затоа што си ја сакал државата. И затоа што размислувал на поинаков начин од оние кои што биле на власт. За да и татко ми, како син на Ѓорги и внук на Никола, исто така биде затворен. Горда сум што сум мокерка на Мише Карев, што ме воспитувал Мише Карев, затоа што во денешно време ретко има луѓе, чесни, луѓе што си ја сакаат својата татковина како Кареви. Во следот на жртвите на младенците кои ги положија своите животи за Македонија, и тоа е абсурдна целата повојна македонска историја, што се судеа луѓе за македонски патриотизам, за преголема љубов кон Македонија, луѓе кои сакаат да ја видат обединета својата татковина. Тие луѓе беа најсурово репресирани како непријатели на Југославија, непријатели на југословенското братство единство, како рушители на државата и дури непријатели на сопствениот македонски народ. Во следот на тој систем на репресија, бројни младенци, само заради една испишана парола да живее Македонија, долу србо-комунистичкиот режим, долу Лазар Колишевски или долу Стопанскиот план кој беше нереален и абсурден за да се реализира и така натаму, значи сите овие пароли кои ги поставуваа младинците по Втората светска војна беа сурово репресирани.
Како најдрастичен пример на таа репресија може да се спомнат 5 мината струмички студенти кои биле насилно собрани од припадници на УДБА од Струмичкото корзо и одведени во просториите на УДБА, каде врзнив безпредметно се изживувале. После изживувањето кој се случувало во младинците, нивното држање во притвор 2 дена од 11 до 13 август 1951 година, веднаш биле собрани со джипот на УДБА и однесени на Беласица со цел да биде исценирано бегство на истите младинци и дека власта на таков начин обично исценирала многу убиства со тоа дека тие пребегале преку границата и морале граничарите да пукаат врзнив и да ги убијат. Но и самите припадници на УДБА биле исплашени од злосторот кој го направиле. Потоа им било јавено семејствата дека при бегањето на границата биле застрелани овие момчиња. Но таткото на еден од убиените, Борис Белев, доктор Белев, веднаш ги видел телата и сватил дека тие момчињата се убиени по пладнето, а веста уште сабајлето им била кажано дека момчињата пребегале преку граница. Исто така видел дека имале по еден истрел во челото и по еден во срцето, што во никој случај не може да се каже дека тие при бегањето биле убиени, туку врзани со жици, изнемоштени, масакрирани, биле убиени на оваа местност. Како основен кривец за целиот овој масакр се смета тогашниот секретар на партискиот комитет Мара Минанова, која го присилила својот подчинет подсекретар да ја потпише наредбата за апсење на овие момчиња. Тоа е карактеристика на ова време кога партијата дава наредби и директиви на УДБА, кога се елиминира судството, се елиминира правната држава, а ваквите младинци само за својот патриотизам биле изложени на репресија и вакви убиства. Но зверството врз овие убиени младинци, врз овие убиени деца продолжува и понатаму. Врз им се претело дека треба да молчат, сето тоа да го завијат во забора, во тајна, сето она кое се случило, злосторството да го заборават и така натаму, бидејќи ќе бидат протерани од градот Струмица, им било претено со отпуштање од работа, со репресија, затворени и така натаму, така што ноќната мора продолжува за сите овие семејства, иако нивните деца биле убиени и ликвидирани. Дури и надгробниот споменик што родителите го изградиле на своите мртви чеда, направен во Загреб од бел мермер со отворена книга, да се види дека тие во цветот на своето школување и младост биле ликвидирани, морале во 61 година самите да го искршат, бидејќи на некој локален моќник во Струмица не му се допаднало ваквите, како што ги нарекува, наводни предавници, да имаат убави споменици од вистинските борци. И затоа родителите морале дополнително да го кршат споменикот на своите деца, бидејќи им се претело дека и коските ќе бидат разнесени од децата доколку самите не го уништат тој надгробен споменик.